Благодарам, господин Илиевски. Јас би сакал исто така како колешките Сладјана и колешката од Социјалдемократскиот сојуз да го истакнам значењето на овој пат од аспект на тоа дека драстично ќе намали комуникацијската разлика помеѓу овие два региони во Македонија, иако географски по воздушна линија се преблиску. За комуникацијски да се стигне мораат луѓето да се симнат или до Свети Николе Куманово или до Пробишти евентуално, а тоа се дополнителни 100 километри за движење. Република Македонија за жал ги има на повеќе места овие проблеми. Некако централно е инфраструктурата развивана од Скопје кон на различни места. Истиот проблем го имате Струмица Битола, доколку сакате да одите, мора до Велес да дојдете. Нема исто таму лак. Се само кажувам од аспект како се настанати проблемите. И ако сакаме да ги зачуваме во живот овие помали градови во Република Македонија и да им овозможиме било каква функционалност, мораме да разгледаме и тој аспект. Добро е што се започна пред неколку години да се градат овие автопатски артерии во смисла на експресни патишта низ Македонија, заради тоа што претходно па и она што го имаше државата беше на катастрофално ниско ниво, но во некоја понатамошна стратегија државна, се надевам заедничка, од аспект на консензус, мора да се размислува и за такво поврзување на помалите населени места, од аспект да им помогнеме на луѓето што живеат таму, но и да му помогнеме и на Скопје да не се случи за 10 години сите да живеат ваму.